Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во најновото издание на Рапорт со Јофе. Најпрвин би сакал да ви честитам за прекрасниот избор на ТВ фреквенција, бидејќи да, се наоѓате на програмата на А1 телевизија, најгледаното нешто на овие простори. И започнава веднаш со шоуто. Откако беше пуштен од притвор најголемиот наркобос и крал на подземјето Душко Илиевски и му беше возможено да се брани од слобода, тој на новинарите им се пожали дека при сослушувањето во полиција бил тепан од инспектор кој се обидувал да му изнуди признание. Еве ја реакцијата на обвинителот на ова негово тврдење. Јавниот обвинител вели дека случајот ќе го испита, иако во списите од истрагата нема регистриран оваков настан, а го демантира и Севара Битола. Да, во право јавниот обвинител. И јас кога крадам камери и рефлектори од студиово, запишувам во списите до емисијата, кои потоа стигнуваат до газдите кои пак ме казнуваат за таквите действија. Што? Газата ја гледа емисијава? Господине Рамковски, јас само се зезав, мислам, немам никогаш украдено камера од овде. Добро, имам украдено една, ама од другото студио, ама тај така беше стара, тоа само за услуга да ви направам беше, за да купите понова и поубава. Нема да ме избркате од работа, нели? Јас ќе испитам и ќе видам доколку има некакви злоупотреби или пречекорување на овластување на службените лица, секако дека ќе преземеме законски мерки. Значи, уште еднаш, господине јавен обвинител, овој пат малку посериозно. Доколку некој инспектор го тепал Душко за да изнуди од него признание, тоа сигурно нема да си го запише во некој извештај, освен ако не се гордее премногу со таквиот потек. Што значи, немојте тоа да го барате во списите од истрагата, туку почекајте внатрешната контрола на МВР, која се надевам добро ќе си ја заврши својата работа. Да? Веќе си ја завршиле својата работа? И што викаат? Душко лаже дека го тепале и треба да се извини? Па што? Што од МВР велат дека не го тепале во МВР, тогаш луѓето од МВР ја зборуваат вистината за луѓето од МВР кои не го тепале. Да се извини, уште веднаш да се извини. Во средата на гости ни беше дојден албанскиот министер за надворешни работи Илир Мета. Тој ствари средба со македонскиот му колега Милошовски, а по средбата и 20 им се обратија на медиумите. Еве што кажа нашиот министер за спорот со името. Мислам дека решавањето на македонско-грчкиот билатерален спор не го ограничуваат рокови, туку го ограничува најчесто недостатокот политичка волја и прагматизам или инсистирање на одредени ирационални позиции кои што се тешко разбирливи во 21 век. Така е, бе, министре, ептен се неразбирливи грчките позиции во овој 21 век во време на голем технолошки и умствен развој. Но, да ги оставиме нерационалните грци настрана, ќе ви пуштиме изјава дадена само ден пред ова, која содржи ептен рационални и разбирливи позиции. Милошовски, одговарајќи на новинарски прашања, сепак во 2 наврати денеска посака Грција да не ни беше сосед, завидувајќи му потоа на Исланд за изолираноста. Исланд имаат среќа што имаат подобри соседни земји од Македонија. Ги изразивме и нашата подготвеност и желба истата одлука наскоро да биде донесена и за Македонија, односно да се отпочнат преговори со што би добиле урамнотежен танц помеѓу северот и југот во процесот на проширувањето. Да, почитувани гледачи, што така имавте можност да проследите на ептен рационална изјава која со сета морална и кривична одговорност ја сместувам од 21 век. Ова е всушност разумниот компромис за кој зборуваше Џоле, а кој не може да го сватат глупине новинари. Сега, министре, јас си во овие денови размислував за некакво решение на проблемов, бидејќи реално гледано си имаме проблем со тоа што сме дозволиле такви неразбрани безобразни луѓе да не бидат соседи, па имам неколку можни солуции. Првата, имам некои си пријатели во Северна Кореја, добро стојам со нив, па мислам дека би можеле да средиме нека пристојна цена, да најдеме нека фина нуклеарка, да им ја бапнеме и да си завршиме работа. Ќе ги снима од лицето на планетата, дур си рекол разумен компромис. Сега, нормално дека ќе треба да има некој виновник за дешавката, па нормално размислував и за тоа. Јас мислам на сите аспекти, бе, господине министре. Па, планот ми е, денот кога ќе им ја фрламе нуклеарката, еве, ние помлади веќе се собереме, некако ќе се стиснеме и цел ден ќе го поминеме на плажа од Коцета, кодемек сме се капеле и сме уживале во убавините на Вардар. Постари веќе ги распоредиме кој во автобус бесплатно, кој на бања, битно да нема никој кој би бил сумнителен.
За тоа време, пријателчињава од Северна Кореја ќе им ја фрла тоа нуклеарката, а ние така невини ќе си седиме, ќе си уживаме, ќе гледаме директен пренос на CNN и ќе си се радуваме. Ако не прашаат дали знаеме нешто, ќе им го пуштиме премиерот и тој ќе им рече: па јас не знам што се случило, ми кажаа дека имало нешто таму, ама јас не знам, не сум видел, не сум слушнал, не сум прочитал, ништо не знам. Пива него за такви изјави, ќе срочи нешто убедливо. Ако нешто не се согласа другарчињава од Кореја или се појави некој друг проблем во планов, иш да не се секирате, мислев и на резервна варијанта, господине министре. Ама пак, сега таа е без жртви, не знам колку ќе ви се допадне. А, мој да си ја кажам, нели? Ваква е работава. Гледав преска нешто огласи, најдов едно островче, ама знаете какво? Душа дало за нас. Така малечко и пустичко е, на другиот крај на светот, блиску до Нов Зеланд, ама топе. Има таму некаде на средина од островот една убава ливада, таму можеме да ја покосиме тревата, да го викнеме коце да изстави коцки, па има место и за споменици, за фонтани. Знаете како може да се направи? Ау, не сте свесни. И мислам дека ќе не собере сега, ако случајно нема доволно место, еве, предавници, не ги земаме. Нека седат овде во Македонија со најлошите можни соседи на светов. А ние таму на пуст остров, никакви соседи околу. Кој ќе си направиме еден сојуз, кој ќе ги поканиме рибите, делфините, китовите, и кулите да ни се приклучат. Абе, знаете колку ќе ни биде убаво? Ни за Европска Унија ќе се секираме, ни со НАТО ќе се замараме, за мерак, за мерак. Сега, на огласот цената беше милијарда евра, ама мислам дека ќе можеме да се исценкаме за поевтино. Еве, 600 милиони ако ни го остават, таман со пари што треба да им ги вратиме на фирмине, ќе го земеме и ќе си уживаме таму. Не? Не се 600 милиони долгот? Лаже Хајредини, а? Е па добро да, ќе се снајдеме некако, ќе измислиме уште некој закон и уште некоја казна за плукање по улица, ќе собереме пари, иш да не се секирате.